Кога ќе ги споредиме фотографиите од минатото, а не е тоа многу одамна, пред 100 години, кога се правени првите фотографии, гледаме дека драстично е изменета ситуацијата на изгледот на чинарот. Пред 20 години е направен еден поголем зафат, каде што е реставриран чинарот и саниран. И тогаш се прават и првите грешки поради нестручен приод, каде што за да се заштити делови од гранки, од деблото и од гранките, реставраторите земаат и буквално целиот го затвараат, не му даваат да дише, го исполнуваат со пурпени, стиропори, стакла и друг материјал, што во одреден момент допринело за многу побрзо негово распаѓање, односно негова поголема деструкција. Прва задача ни беше да отстраниме се што беше внатре внесено. Можем да кажам, при првите бевме фрапирани од она што се случувало внатре и какви процеси се. Значи, првата реставрација не допринела за да се заштити, него обратно, внатрешниот дел од дрвото целосно да скапе и да се... Како илустрација ќе ви кажам дека само од стеблото од чинарот 7 камиончиња на шут и ѓубре isfрливме од таму, значи колку е направена голема штета. Целта на оваа реставрација не беше да се подмладува, него целта беше да се прикаже како изгледа едно дрво од 1000 години старо. Тоа е вредноста на тоа дрво, да се види дека е 1000 години старо, а не да го направиме како пластично некое и да изгледа големо само, а да не изгледа старо. Некој вака ќе рече, земаш, работи, сечеш, делкаш сето тоа. Ризично треба да предвидиш, да знаеш добро механика, да не направиш, затоа што некогаш грешките што ќе ги направат стручните лица може да бидат поголеми од природата што ќе ги направи и пристапот беше многу внимателен. Потребна е и понатамошна нега, бидејќи тој е старец од 1000 години на кој што постојано му треба нега, постојано му треба еден друг пристап, каде што ќе го подхрануваме, каде што ќе го стабилизираме, ќе го придржуваме во неговиот развој. Особено ќе обрна внимание на околината, значи автентичноста. Вакво старо стебло сепак треба да има определена автентичност, да се Охридскиот чинар е фокусна точка во градот, каде што се собираат народ, каде што се собираат туристи и околу него не треба да има никакви објекти, некои тезги или не знам најразлични, како што на чешма направена јавна чешма од црвен мермер или било. Значи, на целата околина треба да и се даде одредена автентичност, да се вклопи во староста на чинарот. Кога ќе дојдат странци, туристи, кои ќе дојдат да осетат дека се наоѓаат пред нешто старо преку 1000 години, да го почувствуваат духот на старото дрво. Низ вековите, ова дрво како старело добивало се поголемо значење и имало и покрај него се граделе голем број на различни објекти. Врз основа на историските истражувања што ги направив, што ги согледав, видов на голем број фотографии или цртежи, дека покрај чинарот се подигале јавни чешми, каде што луѓето полнеле вода,
се подигале меани, анови и други начини каде што луѓето можеле да престојуваат, да јадат, да се дружат, да тргуваат и така натака. Што е интересантно што баш поради некое суеверие или во верување во Бога, луѓето не се осмелувале да ги уништуваат, да ги сечат, да ги... Затоа овие стебла доживеале толку голема старост. Еден од најдобрите начини на заштита денеска на стеблата е да кажеме дека се вакавски, односно дека се црквени или на некоја друга религија припаѓаат, луѓето имаат определена страв кон такви и на тој начин успеале овие видови да се заштитат. Ние како луѓе, како некој што се грижи за овие стари стебла, можеме со одредени активности да допринесеме да го продолжиме нивниот живот. Вечно не можеме, затоа што не постои вечен живот, па макар и биле стари дрвја со илјадници години, сепак се што има почеток има и крај, одреден период ќе дојде каде што и тие стебла ќе изумрат, меѓутоа до тогаш ќе се појават нови кои ќе достигнат исто така поголема старост и така да треба секогаш во урбаните средини да правиме заштита на нешто што е старо, нешто што е ретко и нешто што е значајно културно, историски и природно.